Почитувани љубители на спортот, почитувани гледачи на КН телевизија, денеска ќе имаме еден фудбалски тайм-аут. Со нас тука, односно ние кај него на гости сме, еден од најдобрите напаѓачи кој што ги дал тетово, а тоа е Бобан Јанчевски или Јанкер. Јанкер, добре дојде. Добре ве најдов. На почетокот, Јанкер, зошто Јанкер? Па заради фризурата најверојатно. Уште во младите денови, кога играв за Тетекс, бев вака шишан и така. Имаш еден Јанкер, ти сигурно го знаеш. Играче за Бајерн Мюнхен со иста фризура и тоа е тоа. Спомна додека играше во Тетекс. Нешто за почетоците, каде се запозна првпат со фудбал, од кога почна да играш фудбал? Па почнав да играм во Хајдук Вратница, првата официјална регистрација фудбалска ми беше. Со тренер Стевица Томовски. Таму игравме у четврта лига, знаеш, запознаеци. Игравме со Пирок, мислам, квалификации за влез за понатаму, ама не успеавме. Ама тука со тие игри, мислам, делегат беше во тоа време, мојот прв тренер што ме виде и што ме откри уствари, господинот Стеве Закоски. Така да, после тие квалификации, такви добив покана лично од него, за да дојдам да се приклучам на Тетекс, со помошник негов сега покојни Батаболе, Бог да го прости, Бошко Влажевски, и се одлучив на тој потек од Хајдук Вратница дојдов во Тетекс. Од почетокот играше како напаѓач или имаше друга позиција, менуваше позиција? Па, од почетокот како напаѓач играв, да. Меѓутоа, кога дојдов во Тетекс имаше една страшна екипа, морам да подсетам на тие имења, тие какви играчи. Сега ти кажам во каква екипа влегов. Со играчи комплетни, страшни играчи, може и да ги споменам, голмани, Хоџа беше интернационалецот, Вангел Котески, подбрана Јове Божиновски, Велко, Лирим Саити, после беше Савески Игор, Ивица Јовановски, Жарко Стојановски, Соле Урошевиќ, се може и че некој нема да го кажам, нека ми извини. Ама сакам да кажам, исто така нападот Зоран Штериовски, Менга беше, Башким Ливарека, Бојан Димитриевски, покојниот, Бог да го прости него. Така да, една страшна екипа стварно, се боревме во втора лига, конкуренција многу голема, Враничи исто беше еден од Албанија дечко, страшен играч и тој. Имаме многу добра екипа и Тетекс беше многу јако име во тоа време и мислам дека можеше да влезе у прва лига кога ќе посакаше, ама сепак до тоа не се случуваше, не Ова играше. се имало други планови, веројатно. Да, баш така. Роден си во Виена, Да. по потекло од Рогачево. Зошто се одлучи баш фудбал да тренираш, а не некој друг спорт? Еве имаш висина и за кошарка да играш, пример. Абе, во нашиот крај тамо нема кошарките работи, нема ништо, само фудбал е. Така да почнав да играм општинска лига. Таја дадов некој гол повеќе, така имав среќа да ме види некој постручно лице у таја, што се бави со таја дејност и така да бев поканет и ми тргна. Добив шанса, фала и многу на сите. Колку време се задржуваш во Тетекс, во првата екипа на Тетекс? Па во Тетекс се задржав едно година, две сигурно. Така некако беше. После тоа преминувам у Македонија Ѓорче Петров. 98 мислам дека беше. Тетекс 96-та, така нешто. Следува афирмација во Тиквешот, Кавадарци. Да, после една сезона, мислам, во Македонија Ѓорче Петров. После тоа следува во Тиквеш, во трансфер таму, мислам, година и пол, и од таму за Бугарија. Да. Дали Тиквеш беше таа одскочна штица за интернационален трансфер? Па, може да се каже, таму игравме, мислам дека 6 месеци играв.
како беше и тие 6 месеци направивме добри резултати и беме второ-трето место. Така да во Бугарија играше еден мој пријател, Жарко Серафимовски, ме предложи на тамошниот тренер да ме видат вака така и се случи што се случи. Во Бугарија и ден Потпише. денес си легенда на Локомотив Пловдив. Како поминаа тие години во Бугарија? Па видите, тамо фудбалер да си е многу ценето нешто, особено од луѓето од клубот, од градот, од сите. Таму да играш, не е како тука, пример, си играл сега 6 месеца и готово си заборавен, што се вика, таму си за цел живот си. Плюс тоа, ако освоиш нешто, некој трофеј плюс, како што освоивме ние добро, ние освоивме титула прва за клубот, може и за тоа малце има поише ценење. Сепак само да кажам дека друго е таму, друго е тука. Да. Што се разбира за фудбалерите, за Како, сосем различно се. како се прилагоди во Ценете. Бугарија? Прв интернационален трансфер, веројатно немало јазична бариера, меѓутоа нови соиграчи, нова средина, одвоено од семејството, Тешко, пат. многу, да. Многу тешко беше. Секој прв почеток е тежок и кога ќе отидеш таму, ти не си како тука одма играш тоа ова и си влезен во шемата што се вика. Па не играш прво, не си ни у состав, играш за втора екипа, вамо тамо, ама треба да се издржи тој период. Мене ми требаше можда 6 месеци тоа борба, тоа мачење, дур да влезам у што се вика и да почнам да играм и да давам голови. Таму станавте шампиони на Бугарија. Да, станаме шампиони. Прва Имаш- историска титула за Локомотив Пловдив беше Да. тоа во бугарското првенство. Игравте и во Лига на Да, играмо на и шампиони. Лига шампиони, куп УЕФА после. И така. Да. Со колку голови учествуваше во таа шампионска титула на Па мислам дека Мартин Камбуров беше прв и у Лигата беше прв со 25, јас имав негде околу 18, мислам, 7-18, така нешто. 17-18 голови, Да. тешко да се даде во македонско првенство. Општо со купови, со све, мислам, така беше. Во Бугарија колку време се задржуваш? Па 4,5 години добри, скоро 5. Потоа? Потоа од Бугарија се враќам, ни се случи несреќа, ни го убија газдата, Жоро Илиев, Бог да го прости, тој е многу голем човек. И стана хаос тамо, ќе биде, нема да биде, лево, десно, нема ова, ќе биде, не, седи, не. И решив да го напуштам, се вратив тука, беше негде март. Почната сезона, мислам така, или прво коло, вамо, тамо нема кај да одиш и се вратив во Башкими. Таму газдата беше спремен, плати тамо некоја оштета што требаше за мене и дојдов у Башкими, тамо играв една година и пол. И таму беше дел од уште една историска генерација на Башкими, што го освои купот на Македонија. Не, тоа беше пред мене беше. Или пред да дојдеш ти го Тоа освои. пред го своја, да, ја после тоа дојдов. Да. Не бев ја у таа генерација. Во Башкими како помина во македонско Па првенство? добро бе, тогаш добро беше, не беше екипа што се бори за титула и тогаш секојаш е порелаксирано. Кога не си во екипа што не се бори за титула и полесно ти е, така да добро беше. А да направиш една Коректно споредба со беше. тоа што со фудбалот кој што се играше во Бугарија и фудбалот во Македонија и пред да заминеш во Бугарија и од кога се врати од Бугарија на споредба. Бе, се знае, таму е поголемо ниво, тука појаки клубови има буџети многу големи, не еден клуб, него 5-6 клуба, тука знаеш како е ти сега да не се враќаме на тоа жална слика. И голема е разликата, самите услови, самите пари, само се е различно многу. Пред да заминеш повторно во странство, играше и за Ренова, ако не се лажам. Да, од Башкими, 6 месеци тука, 6 месеци тамо. Тогаш бев и прв стрелец со тамо 28 гола, мислам дека беа, или 29. Значи 6 месеца Башкими, 6 Ренова. И прв стрелец бев на Македонија и така со менаџери ве со вамо тамо заминав после тоа за Локерен. Да. Јуни 2007 мислам дека беше. Во Белгија како? Па во Белгија пак на ново. Нов играч, се на ново, удри, јаки тренинзи, јако све, многу професионално и многу добро, ма за жал се повредив
една тешка повреда, малце потешка со мускулно скинување и се рехабилитирав може месец-два, ама таму не те чека, знаеш како е професионализам. Ако играш, ако не, Мора да пријатно. бара замена. Да, апсолутно. И после тоа решив да го напуштам Локерен, после една година, 8-9 месеци, и се вратив пак во работнички, кај Трифун Костовски Кометал и Коки Костовски. И тука пак се вратим, станаме шампиони. Со Беквалас беше Радко Достанич, ми беше исто тренер. Следува Ренова повторно. После работнички, пак Ренова, со работнички титула и куп, суперкуп, мислам, со Милано. После тоа следува Ренова исто, и тамо титула со Владко Костов и екипата сега не ја наброја. И, Најдолго се задржуваш во Локомотив Пловдив и во Ренова. да, И затоа во- те сметаат и како во легенда Ренова на некој, двата клуба. И со освоени титули, со све. Да. И во Ренова прва и единствена за сега титула шампион на Македонија беше Да. таа кога ти играш. Да. После Ренова веќе играш, менуваш уште неколку клубови, меѓутоа тоа е се нешто кратко. Кратко, веќе годините помина и нема мачење. Така да мило ми беше и што завршив и у Тетекс на некој начин колку толку малце помогнав ако помогнав. Тетекс почнав, Тетекс завршив и Тетекс си е Тетекс, нема друго. Сметаш дека можеш да направиш поголема, поубава фудбалска кариера? Па секако, ама за тоа требаше репрезентација да имаш обавезно, што кај мене не беше случај по некакви причини тамо нивни, не знам какви. Мислам дека сече беше подруго со репрезентацијата да ја имав. Ама, за жал не се случи, други работи беа потребни освен дарба и талент, и тоа е тоа. Не беше ниту на поширок список? Не бев само на U19, мислам дека беше Жути Стратев. Тој беше тренер и тој ме повика, тогаш играв за Македонија од Тетекс, кога замина за Македонија тоа време. И таму бев со Југославија, со Србија. Две утакмици, двама таму и толку заврши мојата репрезентативна Добро, кариера. кажавме до дека толку. дека си роден во Виена. Да. Дали имаше интерес, може би, од австриците? Или Па немаше интерес, не. Немаше интерес таму. Таму бев роден, живеев до 5-та година, после се вратив тука и дали имаш некоја статистика колку голови имаш? немам во кариера? статистика. Немам бројано стварно. Јас видов на Википедија, се Тоа- не знам тие бројки колку се точни, Може да се И пресметат релевантни. таму, ама немам. ама веројатно беа над 100. Сигурно на 100. Тамо на работа и да не е така. А, кој тренер во кариерата научи најмногу? Кој тренер најмногу ти помогна, со кого имаше најдобра соработка? Абе, тренери се многу, знаеш, има и пак ќе кажам, прво фала на Стеве Заковски што прв тој ме откри да не ме викнеше у Тетекс, може сега немаше да сигурно немаше да видам тоа што сум сега. И после со тек на време се има усовршување, тука Кирил Дојчиновски исто така многу ми помогна. Да не ги набројнам сега, Дали може да се направи една паралела, една споредба помеѓу условите за работа и изиграње фудбал во Македонија и во Бугарија и Белгија? Значи не е конкретно за во Тетекс, не те прашувам за во Тетекс, бидејќи Да, во воопшто. Тетово знаеме какви се условите, ама имаш еве играно и во Скопје. Една споредба со тоа што го располагаат македонските клубови и тоа што располага пример Локомотив Пловдив или Локер. Па разликата е стварно голема. За било кој клуб тука и за Вардар и за Работнички и за Шкендија, за кој да е. Мислам дека не може да се спореди тој ред што е таму направен, што е измислено како што треба, значи доаѓаш са бајле од 8 саат за Локерен, зборам конкретно, си доручкаш, после тоа си имаш тренинг од 10, после тоа си имаш како соба за
за одмор, за игри, PlayStation, билиарди, кафиња, таки работи. После тренингот си имаш ручек, после ручекот пак си имаш, значи, уште еден тренинг и, значи, тамо си од 8 до вечер до 5-6 со сите можни за терени, за такви работи да не зберам. Услови, да. И само да ти кажам за не само терените, туку и се ти е по ред поставено. Тука идеш на тренинг, дали си јадел, дали не си јадел, дали си ручал или не. Се 90% од децава нити јаде некој, нити пие, што се вика како што треба. Таа е разликата од таму, што се ти е овозможено, само да напредуваш. Тука не можеш да трчаш ако не си јаден или ако не си пиен, ништо вода ово, што се вика. Да. Можеш да ручаш па да играш фудбал, не можеш така како тука. Еден джеврек јаде на тренинг, тука и ја така сум правил. Истото сум го правил тука. За мене не зборам за другите. Веројатно дека си бил дома и си бил и поопуштен на таму. Ма не е поопуштен тоа, резултатите се треба за да добиеш резултати на тоа ниво. Не е само имаш талент, ајде иди. Да. Тоа е голема разлика. А начинот на тренинг, тренинзите, дали има разлика од тренинзите во Македонија и во странство? Тренинзите може малку се појаки за нијанса, ама тренингот тоа е тоа. Нема која се колкава разлика. Се знае, се е усовршено и сите тренинзи се тие. Можда малце се појаки на страна, ама и тука сега веќе е напреднато и добро се тренира. Дали имаш некој голман кој што ти бил ноќна мора? Што ти одбранил најмногу удари што не си можел гол да му даде? Па не знам сега. Немам појма да ти кажам тоа. За голман не знам. А за соиграч кој што од кого добиваше најмногу употребливи топки, најмногу асистенци? Па тоа ти е најважно, има уште од времето. Ако немаш добар асистент, не можеш ни да бидеш добар шпиц. Сум играл со добри фудбалери, асистенти одлични, Немања Милисавлевиќ, Неджипи, Дерим. Од Тетек за не споминам уште на времето, од Соле, какви сум имал Менга, какви добри асистенти сам да кажам. И тоа е тоа. Добро, кариерата каже ја заврши во Тетекс. Што после играчката кариера? Па сега моментално пауза, малце со малиот си одам на тренинг, си тренира, си го гледам, тренирам малце шпицеви, тренирав порано, сега малце ме у пауза, со короната па ќе видиме здравје, ќе се отворат некои врати. Дали имаш амбиција да бидеш прв тренер на некоја екипа, да почнеш тренерска кариера? Може, најверојатно ќе биде и тоа, сега за сега рано, ама не е исклучено. Да. Или може би со млади категории? Па не е исклучено ништо, секаква опција, може и со деца, може и со некоја прва екипа што се вика да се работи, ама ќе видиме здравје. Колку ги следиш случувањата во фудбалска Македонија? Дали следиш некој надпревари прва, втора лига? Да, следам како недоволно, мислам дека следам. Што мислиш Многу ми е интересно, да. Што мислиш за квалитетот на играта и на играчите што се во моментов во македонска лига во споредба со тоа кога ти играш? Па сега малце паднато се и со кризата и со ова, гледаме дека нема конкурентен Вардар работнички што се вика. Што е жално за Македонија, ама тоа е тоа. Малце е паднато нивото, за разлика од порано имаше многу јаки екипи и втора лига имаше многу јаки екипи, а камоли прва. Ама тоа е тоа, се борат, сите се борат, знаеме какво време е. На колку години замина во првпат во странство во Локомотив Пловдив? Па на 21 изгледа беше. И ти заминуваш млад, ќе речем. 21-2. Да, почнуваш да правиш интернационална кариера, меѓутоа сега може да забележиме дека младиве фудбалери заминуваат и на 16-17 години. Дали сметаш дека некој трансфер на играч од 16-17 години во Динамо Загреб или во Хајдук или во било која екипа, дали може да донесе напредок во неговата кариера или само стагнација? Не, апсолутно дека ќе донесе напредок. Сега веќе 22-3 години и веќе си стар, касно е за големиот фудбал. Што се вика, ако не играш фудбал на ниво до 27 година, веќе после касно ти не можеш да го постигнеш тоа ниво. И тоа е апсолутно
правилно за да одат на 16 години, 17, сега тука малце е тешко со родители, со школа, со да се одвои, знае ние какви сме со децата. Ама мислам дека е многу правилно, што порано, тоа побаво. Дури и на 10 години да јас сум за да оди 9, веќе е голем, ама тука има големи проблеми со школа, со како ќе седи, што ќе седи, не сме ние тука научени и нема ни такви школи тука за како што се големите школи. Кажа дека ги следиш случувањата во македонскиот фудбал. Да. Колку го следиш репрезентативниот фудбал, репрезентацијата на Македонија? Па го следам, да, и тоа го следам. Добро, интересно ми е, си имаме шанси убави, ама тешко ќе биде, ќе видиме здравје. Што мислиш за оваа генерација? Па добра е, мислам дека е меѓу најдобрите што била, за разлика од онаа првата, што сега ги гледам утакмиците, ги има на македонска телевизија. Мислам дека многу добра генерација и се надевам дај Боже да направат нешто што никој не го направил до сега. Да. А блиску сме многу. Да. Имаме добри резултати пред се онаа генерација на Боби Милевски која што играше на Европското првенство, помогната од Горан Пандев. Да, тука мислам дека најголемиот успех е точно на Боби Милевски, што со младинците знаеме какви игри направи, какви работи, како ги дигна тој што се вика од. Тоа е многу важно и мислам дека најголем удел за таа работа е баш Боби Милевски заедно со Пандев, што кажа, што е незаменлив, се гледа како игра тој, со него и без него е сосема различно. Се надевам дека ќе направат нешто. Пандев е блиску до 40-тата година. До колку може да се игра професионален фудбал на така високо ниво во серија А, пример? Абе тешко е, ама тоа се зависи од играчот, како го држат повреди, како е тоа, колку знае и мислам дека он може да игра до кога сака. За Македонија па да не збор, ама за тамо, за Женова, тешко е, ама пак гледаме како игра. Еден совет за младите фудбалери, за младите играчи. Како се станува од обичен, просечен фудбалер до врвен? Само упорност и работа, да не се откажуваат на најмала пречка, ако не играм тоа, сега тука не играм и не играм више фудбал, тоа е најчесто споменување, ако не те стави тренерот, се откажуваш одма. Треба трпение во фудбалот, не може одма ти да бидеш таки фудбалери готово и се најубаво. Многу, патот е многу тежок би рекол. Има неправди во фудбалот? Апсолутно. Неправди, без неправди ништо нема. Сегде има, а највише во фудбалот. Да. И за крај, последно прашање, дали Боба Јанчевски Јанкер има некоја неостварена желба на спортски, на фудбалски план? Па, немам неостварена желба, единствено ти кажа репрезентацијата што не влегов, а мислам дека имав добри резултати. Ама ете ти фудбалска неправда, што ме праша и тоа е тоа. Сега довржавме само на претходното прашање. Се надовржавме, да. Иначе за фудбалерите најважно да се живи и здрави, да си терат и се ќе си дојде на своје место. И никакво откажување. Јанкер, ти благодарам што беше наш гостин и ние што бевме твои гости во твој дом. Ви благодарам на поканата, поздрав до Тетекс и цело Тетово. Тоа беше разговорот со Боба Јанчевски Јанкер, еден од најдобрите нападјачи кои што го дал Тетово. Се надевам дека уживавте, а ние се гледаме повторно следниот петок. Довидување.